Од секогаш сме биле мощне предпазливи и реални. Одредени дадоа ветувања и потоа ја префрлија грижата на другите да ги исполнат. И сега треба и тие да сносат дел од одговорноста. Затоа што со тоа се покренува големо размислување, а всушност јавното мислење беше подготвено и тоа беше дополнителен индиректен притисок во однос на државите членки кои што требаше да се изјаснат во однос на одлука позитивна и сето тоа уште пред да се случат дискусии кои што требаше да се случат во однос на една утврдена агенда. Првата работа која што ќе ви ја кажам, а тоа не беше направено во месец јуни минатата година, затоа што Бундестагот не беше спремен, а и ние исто така бевме во европски изборен контекст, а требаше да се разговара за реалната состојба на реформите. Тоа беше на маса, потоа мистериозно во текот на целото лето се подигнаа очекувањата дека на некој начин одлуката ќе биде компензација за преспанскиот договор. И се случи чудна промена на перспективите и ова не го велам за да ги обвинувам властите овде, но тоа се беше случај со некои наши партнери. А јас како нављудувач честопати се прашував затоа што од објективна проценка на агенда преминавме нели со позитивните и со послабите точки, преминавме на награда за постигнат договор. И така преминавме од техничките, односно фундаменталните аспекти, кои што беа своевидно условување за почеток на преговорите, се најдовме со прашања од геополитичка или геостратешка гледна точка. Тоа не беше француската перспектива и воопшто не било уште од самиот почеток и без нели да се цитирам самиот себе си, затоа што ја гледам представничката на вечер, тоа беше и на насловните страници на вечер, во кое што беше кажано дека преспанскиот договор можеби предуслов за да се расчисти патот, но потоа европската агенда е друго прашање. И мислам дека таа перспектива, која од секогаш била многу јасна кај француската страна, беше пренесена на нашите грчки соговорници, но и на нашите македонски соговорници и таа перспектива беше загубена попат. Тоа не значи дека геополитичките или геостратешките аспекти не се важни. Важни се секако, но имаше чудно преместување на вниманието, кое што повеќе допира до областа на политички маркетинг отколку дипломатски дискусии и затоа ако јас треба да го објаснам, да ги објаснам тие емоции и тоа разочарување, ќе кажам дека и го разбирам и го чувствувам. Имам голем број на пријатели, а и честопати знаете се возам во такси и го чувствувам разочарувањето. И ќе ви кажам дека и кога 3 години го споделуваме животот со еден народ, тоа значи дека делумно нели живееме и со надежите и со разочарувањата на народот. И можам да ви кажам дека истите и ги пренесов во Париз. Но потоа, од една страна се емоциите кои што се силни, но има и област која дипломатска, а тоа значи политички разговори за иднината на Европската Унија пред се, а иднина на Европска Унија е иднина која што се подготвува во перспектива со нови земји членки и истакнавме дека се прави и во однос на состојбите такви какви што се во куќата. Навистина сме во ек на разговори со Брекзитот, но исто така и со финансиските прашања, односно во однос на тој колач, за да се навратам на изјавата на нашиот председател, и сето тоа има влијание во однос на прашањето за проширувањето. И треба да бидеме свесни дека има разделеност помеѓу очекувањата, разочарувањата, но и она што се наоѓа на маса во Брисел. И за сето тоа беше разговарано.
Мислам дека треба да извлечеме поука од сето ова, поука за нас, тоа го признавам, и поука за моите власти, но исто така треба да извлечеме и поука за сите оние кои што понекогаш може би поради невнимание да дале надежи како да се веќе остварени. И сега јас тука сум во пресрет на нив и ќе кажам дека тие надежи остануваат наш фокус и уште еднаш ќе кажам дека станува збор само за една етапа која што беше разочарувачка за многубина овде, но тоа е само една од етапите.